Скопје повторно добива лик достоен за главен град. За само 8 месеци Орце Ѓорѓиевски започна промени што не може да останат незабележани. За неполна година од својот мандат, со наследени проблеми и долгови до гуша, таткото на градот покажа дека треба само желба и волја за да се покажат резултати. Граѓаните велат дека ефектите од неговото работење се неспорни. Воопшто земено за многу работи човекот се потруди. За многу работи. Јас сум задоволна. Задоволни сме, да. Сија работата како што треба. За Ѓорче Петров, прво да кажеме, улицата Ѓорче Петров до Сарај прават пешачки патеки, прошируваат работата, улицата во Ѓорче исто ја прават. Па ете сите што треба да се извршуваат тие негови работи, спрема неговата функција ја извршува. Да, секако. Што сте најмногу задоволни? Од се што сме сработени. Градоначалникот не губи време во остварување на ветеното. Започнати се проекти кои стагнираа со децении, се рушат дивоградби, се реконструираат улици, веќе постоечките редовно се мијат, а и хигиената е на високо ниво. Се работи и на намалување на сообраќајниот метеж. Скопје ќе ја добија првата подземна сообраќајница кај Лимак. Аеродром и Газибаба се поврзуваат со мостот Генерал Михајло Апостолски, а од другата страна на градот, граѓаните од Карпош и Ѓорче Петров ќе можат да го избегнат метежот преку мостот кај Љубљанска. Улиците на кои имаше повеќе дупки отколку асфалт се трансформираат во модерни сообраќајници, а резултатите се веќе видливи кај Момент поток. Еден од најголемите предизвици е јавниот превоз, затоа што последните автобуси беа набавени за време на градоначалникот Трајановски. До крајот на годината Ѓорѓиевски се надева дека ќе пристигнат нови 150 возила. Со цел граѓаните што помалку да ги користат своите автомобили, се работи и на брз рапид транзит систем, што ќе сообраќа од Ѓорче Петров до Ново Лисиче, а дополнително скопјани ќе можат и да се вратат во вагоните како превозно средство со новиот градски воз. Паралелно се работи и на нови паркови, зеленило, како и нови патеки за пешаци и велосипедисти. Скопјани ќе го добијат назад и Луна паркот со нова современа опрема, проект кој ќе означи новата ера на семејна забава во главниот град.